што сонце гре, љубов извира, во мене желба тле назад да се вратам, кај што среќна пев душа остана, а штом те спомна тебе, знам дека ти си безсмртна. Денес утринското кафе го пиеме со убавата, шармантна, талентирана Бојана Скендеровски, која што во овие предпладневни часови ја уловивме за да слушнеме нешто повеќе околу низиното најново музичко парче со наслов Дома. Сега не сме дома, сме во Бир Гарден спорт кафе, но еве пред се честитки за твоето најново музичко дело со кое што некако започнуваш еден нов проект со Николче Мицевски, а воедно крунисуваш успешна 23 годишна кариера. Добро утро за сите гледачи на Алфа. Ти благодарам, Ирена, на прекрасните зборови, на вистина ми значат. Да, Дома е најава за еден нов материјал, за еден нов правец кој што би сакала да го представам на публиката. Николче Мицевски и јас работиме на тоа веќе подолго време и мислам дека се најдовме на една иста музичка фреквенција. Реакциите за новата песна Дома се навистина убави и ми е драго што е тоа така, тоа значи дека сум го погодила вкусот на публиката, а мислам дека и бев многу искрена во оваа песна да личи на мене. Сакав и на она што значам јас во овој период на создавање нова музика. Минатата година ја одбележа проектот Македонија во срце те носиме, кој што помина одлично во сите градови и кулминираше со тој прекрасен концерт во Македонската филхармонија. Колку целото искуство и сиот тој проект влијае на Дома и на новиот проект и новата соработка со Мицевски? Па многу влијае. Тоа е некое продолжение на тоа што го работевме минатиот период и веројатно тоа беше и очекувано од мене лично како пејач. Некако и созревањето си го направи своето. Мислам дека убаво се вклопи во целата една нова приказна, една нова Бојана која што се создаде во последниве 2-3 години, а која што јас ја открив, не знаејќи дека ја имам во себе, случајно. И очекувано беше да им подарам таква песна на публиката. Овој пат се појавам и како текстописец. И мислам дека искреноста тука е уште поголема. Следните песни кои што ќе ги работиме со Николче веројатно ќе бидат слични, но различни. Ќе имаме и малку поразлични тематики на текстовите, но сепак ќе означува се она што нас не обкружува, значи она што е за нас како народ важно. Дома на вистина блика од емоции. Да, мислам дека да. И јас кога ја слушам, мислам дека на моменти јас лично се возбудувам, да речам, во наводници, а истите реакции ги има и публиката, тоа е тоа што сме го погодиле. Ќе успееш ли да го задржиш тоа и во сите следни композиции кои што те очекуваат и кои што треба да се изродат во рамки на овој проект? Па, овој проект се разликува од сите претходни кои што сум ги работела, веројатно по зрелоста и по пронаоѓањето на тоа што јас сакам да го правам, оно што јас сакам да го пеам, оно што сум јас. Низ текот на мојата кариера многу пати прифаќав супка со емоции и сите наредни ќе бликаат за тоа што ќе се потрудам да бидам јас, да не морам да се прилагодувам или пак да следам некакви трендови. Така да ова сум вистински јас. Дома доби еден убав видеозапис, како едно комплетирање на цела оваа музичка понуда или порака, ајде да кажам, до твојата публика. Да, и овој пат го работевме со нашата Скендеровски продукција и овој пат се појавувам во некаков вид на режисер, иако не можам тоа да го кажам за себе си, заедно со Бојан Стоилковски, фотографот. Јас ги сакам студиските снимања на видеоспотови и сакам естетика. Тоа е за мене примарно во секој видеозапис, иако нели често пати се гледа да има приказна и така натаму. За мене естетиката е важна и мислам дека доловивме една убава естетика. Дали ова долго топло скопско лето ќе биде работно за тебе или ќе наоѓаш начин малку и да се разладиш некаде и да ги наполниш батериите? Па веројатно ќе наоѓам некои мали парчиња од летото да можам да патувам блиску тука по Македонија или можеби надвор,
но се спремаме за второто продолжение на Македонија во срцата носиме. Со полна пареја ги снимаме новите видеа, новите песни, концерти на крајот на август и почетокот на септември и моите нови песни, така да мислам дека ова лето ќе биде баш онака бурно, а убаво бурно. Се чини дека целава година ќе ти биде убава и бурна, особено земајки во предвид дека истава планираш да ја завршиш и со еден твој голем солистички концерт. Да, Ирена, после 23 години кариера, малку се лутам на себе се што до сега тоа не го направив. Нема некои посебни причини. Ја завршувам годината, здравје Боже, со голем солистички концерт во Македонска филхармонија. Сите мои фази на мојата кариера ќе бидат опфатени во тој концерт, од почетоците, од тинеџерството, па се до денеска. Ќе направиме една убава симбиоза, ќе имаме гости и ќе бидете сите поканети и се надевам дека ќе подарам час и половина бура од емоции. Следејќи твојата кариера и познавајќи ти како личност и како соработник, не се сомневам дека ќе успееш да ги реализираш сите овие планови, сите твои замисли, а ние како медиума и како публика со нетрпение очекуваме да се радуваме и на новите песни и на концертот кој што ќе круниса и годинава и твојата досегашна кариера. Ви благодарам, Ирена, на поддршката и благодарам на Алфа телевизија и да се гледаме и собираме само за убави нешта. Дај Боже, ти благодарам за разговорот.